На над 1760 метри надморска височина, покриено со снежна покривка, на 40 километри од Кавадарци се наоѓа детското одморалиште Михајлово, каде група од 40 луѓе, кои во понеделникот се вратиле од други земји, го поминува својот четврт ден во карантин. По објавата на едно видео на социјалните мрежи за наводно лошите услови во прифатилиштето, денеска Алфа влезе во објектот. Дел од сместените во карантин, со дозвола на управата и на оние кои го очуваат објектот, отворено зборуваа пред нашата камера. Да бидем искрен, условите се реално добри. Ако ја согледаме оваа ситуација, мора да размислуваме рационално, а во тоа рационално размислување мора да прифатиме дека условите се солидни, имаме душеви, бањи, имаме доволно храна. За сега, првиот ден кога дојдовме имавме навистина проблем со парното, но веднаш другиот ден веќе беше решен. Има доволно топлина, така да условите се за ваква ситуација, за еден хаос како што е во државата, навистина издржливи, да речеме. Има доволно и храна, персоналот на овој комплекс се однесува коректно со нас. Се надаме дека ќе ги издржиме веќе 12 дена без никаков понатамошен проблем. Значи условите тука во Михајлово се супер, секоја соба, значи има 2 креета, во соба сме по 2 или по 1, има грејење, имаме телевизор, имаме шкаф, значи за лиште и бања во секоја соба одделно. Значи јадење ни дават 3 пати дневно, во 9, во 13 и во 19 часот. Исто во тек на денот, кога и да ни затреба нешто, може слободно да се обратиме кај надлежните и ни одговараат на прашањата. Управителот на објектот вели луѓето ги имаат сите услови кои биле законски предвидени за вакви околности, иако и тој не негира дека првиот ден имало известни проблеми. За 2-3 часа стигне групата. Сега нормално дека веднаш го запаливме парното, да се стопле по собите, треба време да се згрее. Нормално луѓето, јас ја ги разбирам, тие се фрустрирани, некои чекале и до 5 дена по аеродроми. Ние ги обезбедивме тие услови, обезбедивме значи хигиенски средства, препарати, сапуни, шампони, крпи за туширање, топла вода. Тој појаснува дека и покрај коректното однесување на персоналот, кој во овие денови воопшто и не си оди дома, сепак некои од сместените тешко ја поднесувале изолацијата, па биле евидентирани и одредени оштетувања на инвентарот. Тврди дека лицето сместено тука, кое е снимило дел од просториите, па видеото го сподели на социјалните мрежи, всушност ја искршило заклучената врата од својата соба и снимило други помошни простории. Кога ги пријавме овдека, сега имавме некои девијантни појави каде што се вршеше и оштетување на нашиот инвентар, односно лицето кое што ги пуштило тие снимки кои што одеа на вашата телевизија, го прекршило карантинот, некако успеало да се ослободи, да излезе надвор од собата во часовите кога баш во тој момент немало никој. Имали се технички простори, односно тоа се простори каде што никој од гостите не треба да има таму пристап. Глигоров додава и дека сместените во Михајлово покрај храна и соби добиваат и редовна медицинска контрола, а објектот е под постојан полициски надзор.